Почитувани мои, драги пријатели, поздрав до Тринската програма Саха Македонија. Овој пат од југоисточниот дел на Република Македонија или ако сакате од источниот дел на Струмичката котлина. Сепак ако милувате од југоисточниот дел на општина Босилово. Имаме село со надморска височина од 220 метри и на само 15 на километри оддалечено со Струмица. Атарот на селото зафаќа површина од 8 до 9 километри, обработлива почва, пасиште и ливади. Со последната територијална поделба на Република Македонија, селото потпаѓа под општина Босилово. Во селото имаме црква, основно училиште Кирил и Методи, имаме дом на пензионери или како што милуваат мештаните да кажат, имаме реновиран дом на културата, споменик на русалиите, споменик на бежанците и што се друго не. Мое село, село Секирник, добро утро. Мое село, се наоѓаме во Домот на културата во село Секирник. Разговарам со Димитар Иванов, председател на Културно-уметничко друштво на Русалии од село Секирник. Димитар, добар ден. Добар ден, добро ни дојдовте. Ви благодарам на вашата заложба да дојдете во нашето село да снимаме емисијата. И добро ве Вашата најдов. цената и гледната. Навистина интересно село Секирник. Секирник, да. Така. Да, Сега, сакам да позбориме малку за русалиите. може. Што и како се русалиите? Русалиите постојат со векови. Сам Господ знае колку векови се. Така. Но ние, бидејќи немаме пишени материјали да се враќаме толку назад, за да зборуваме нешто што не е запишано, него пренесувано само од генерација на генерација, усно, знаеме дека русалиите се дружини кои својата игра се темели на хуманитарни цели, на игра за помош, собирање на вакуф на мештаните. Така. Најповеќе да кажеме, како што имаме ние жив пример, за кога се собира вакуф, се одат намерно се изберени некрстените денови, 12 некрстени денови од Божик до Водици. Така. Бидејќи сепак тие луѓе, нашите предци се били многу мудри, многу паметни, ако живеат во османлиското владење на турците во тоа време, и за да пуштиш ти дружина од 40 или 60 луѓе вооружени да шетат од село на село за да играат оро и да го потикнуваат народот на некои други побуди, нашите ја пренесуваат пораката на надлежните власти тогаш дека ние имаме традиција и обичај треба да играме на некрстените денови и да собираме вако за да помагаме на луѓето. И покрај нели сите тие негативни работи што ги имало за време на турското владење, тие религијата многу ја почитувале. И не е било никако, да кажеме, во додадени моменти забрането, поготово да се даде на една дружина да ги спроведе своите активности, да собира вакуф, како што го правили тоа, и да шетат од село на село, од општина на општина. Најповеќе гравитирали во тоа време, да кажеме, од Штипско Ново село, па тука некаде до Богданци, према Бојмија, по Вардарието. И чисто за илустрација сега, нели, да не должиме многу, нашите русали се потомци на овие луѓе, тоа се виновниците што донесуваат русалиската игра, култура и традиција од Кукушко во Секирник. Така, од Кукушко и Кукуш. И Кукушко и Кукуш. Има деловно нешто и од Цер, но повеќе е од Кукушко. Тие луѓе живееле со тие игри. Тие игри се користеле
наменски и за свадби, и за крштевки, поготово за верски празници, Великден, Божик, Богородица, Свети Илија, обавезно на сред село се собират дружините и со целото местно население, а тие облечени, другите тогаш сите се били во народни носи и играат и се веселат додека трае празник. Можеме да речеме тоа било како еден хуманитарен концерт на сред село. Па да, хуманитарен концерт, а кога реков дека се движеле и собирале вакуф од нивното гостување тие 12 некрстени денови. За гледачите на моје село, вакуф е помош. Помош, да. Финансиска, тоа е архаичен збор. Така. Значи, архаичен збор, се што се собере, се пренесува и се дарува или се дава. Ништо за дружината не останува. Ништо. За дружината остануваат спомените и на крајата да се почастат, да кажеме, со една пијачка и ако има нешто за мезе. Може да ги споредиме како денеска со една невладина организација. Па да, во суштина тоа е тоа, да кажеме, во тоа време таа хуманитарна дружина и поддршката што ја правеле е така. Еве, после колку време сега невладините организации или хуманитарните помошти, нашите од тоа време го правеле така. И за дај Боже и за не дај Боже. Да. Сегде биле русали. Да, оти сепак сме имале ние доста напреден кадар во тоа време. Со самото прогонување, да кажем, од Кукушка крај во Секирник, јас знам за четворица што се имат завршена гимназија во Кукуш. Значи, во тоа време да имаш гимназиски образовани луѓе, сепак се биле напредни. Знаеле што сакат и затоа така се однесувале. И сега кога сме веќе тука, тој факт морам да го напоменам. Со екзодусот, Балканските војни, па Првата светска војна, имале надеж дека еден ден ќе се вратат назад. Тука наследиле некои куќи напуштени, да кажеме, од населението, од турското население кое се повликувало, и тие, за да најдат покров над главата, останали тука. Во Струмица и Струмичко, а и во Секирник. Така. Потоа поминуваат Прва Балканска војна, Втора Балканска војна, Прва светска војна, добиват надеж. Ќе се случи нешто, веќе има војна, тука блиско до нас на тромеѓето на Беласица е битката, и тие со цела радост се надевале дека еве на архајни што кажа нас, ваа до и нас се разбарка, изгледа ќе има шанса да се врнеме назад, да се шоиме дома на нашите домови. И тоа трае така, завршува Првата светска војна. Веќе во 2023 година испраќат во Секирник поп, православен, христијански, Владимир Соколов или Соколович. Некаде Соколов, негде Соколович, а попот е од Русија. И тие тогаш нашите донели заклучок дека и ако русите веќе дигнаа раци, дека нема враќање, ние треба сега да се спремеме и да се направиме дом, црква. Црква ни треба, село без црква не бива. И русалиите се активират од 1926 година, собират вакуф, почнува изградбата на црквата и заедно со местното население. Сите се били едно, здружени, со здружени сили и вакуф што го собират од 1926 година до 1932 година. Црквата е завршена и е пуштена во употреба. Така. Димитар, дали денеска имаме русалии во село Секирник? Сакам да кажам со она добронамерна хуманитарна помош. Ние денеска повеќе гравитираме по државните фестивали. Така. Националните фестивали, меѓународните фестивали. Таква ни е агендата, бидејќи сега имаме поддршка од Министерството за култура, сме во заштита на културно нематеријално наследство, нели? Од 2014 година. И имаме поддршка од нашата матична општина во Силово, без исклучок на партиската определба, да кажеме, нели се менува тие, но ние сме секој пат стандардни, а тоа е резултат сепак на нашето скромно побарување. Имаме ние програмско побарување толку колку што ни се потребни за да реализираме нашата годишна програма. Учесници сме се на сите државни фестивали.
Меѓу другото, најголем акцент даваме на руселиските игри и фолклор, што се одржуваат кај нас во Секирник, ова година ќе биде 16-та поред, на 27 август, Така, на голем. да, Голема Богородица во очи Богородица, бидејќи нашата Пресвета црква, Пресвета Богородица е Голема Богородица и имаме селска слава на 28 август. Така. А фестивалот ни е на 27. Одбравме така, првата година почнавме со денско, ама многу е жега и се определивме да биде ноктап, бидејќи има повеќе слободни луѓе и амбиентот е подобар. Ај вака, сега би те подпрашал само, пошто рече бежанците. Да, Дали бежанци. биле на вистина бежанци или... Јас, на мене, псевдонимот е останат Така. и по тоа не препознават. Ама не се согласувам со тоа бежанци. Тие луѓе не се бегале од... Така. Никој не бега од Арна. Туку биле... Туку тие се протерани, прогонати и само се имале се среќа да спасат жива глава. Така. Кога бегале мајките и бабите по патот, има 3-4 деца, има случаеви, многу е тешко да се каже тоа, ама е вистина, кога мајката е принудена да го остави едното дете, бидејќи не може да се носи со проблемот. Не може да ги спаси. Не може да ги спаси, барам што може да се спаси, спаси и едното дете ќе мора да го остави или било како. Тоа е било река од бегалци. Кај се нашол, од тамо е бегано. Екзодус невиден, а многу малку за тоа се прераскажува, многу малку за тоа се знае, не дека не знае. Знаат и пишувано и Така. ама ама нели времињата се минуваат и сега политиката ги испомешува, има некои работи, некои кои морат Така. да се внимават. Ние ќе се дружиме денеска со тебе заедно, ќе ги погледнеме сите убавини во село Секирник. Да. Предлагам да го видиме и споменикот. Може, Може заедно. може. Ти благодарам за сега. Благодараме на вас. Успение на Пресвета Богородица, село Секирник. Димитар, село без црква не бива. Токму така. Токму така. Како што рековме, после екзодусот од 1913 година и Балканските војни, прва и втора, и Првата светска војна, надежта постои уште за да се вратат назад по Кукуш. И тука мируваат, се снаоѓаат на било кој начин, да кажеме, прават некои своји обреди, молитви, со поп, со доаѓање на поп, дали во куќа, во некој двориште и така. Ова е која година? Тие се од 1913 до 1924 година. Веќе во 1924 година пуштат во нашата рохија тука, во тие 5 села, Секирник, Штука, Иловица, Турново и Дарвош, поп од Русија, Владимир Соколов, или Соколович, некаде е Соколов, некаде е Соколович. Во тоа време. Во тоа време, 1924 година. И тогаш луѓето дошле до заклучок дека ако русите веќе дигнаа раци, за нас враќање назад нема. Так. И затоа донесуват одлука на ниво на село да се собира средства, постепено да се гради црква, да се почне со изградбата и да се гради. Тука се уклучуваат и руселиската дружина со собирање на ваков секоја година, гравитират према Штип, Штипско Ново село, Радовиш, во другата страна до чинето на Вардар, Гевгелие, Богданци, Петрово, тие сите таму село што се во Боимија, боимиските села, бидејќи таму има руселиски дружини имало и тука некако сме рода со тие луѓе.
по блискоста од Кукуштени, таму гравитираме на исти простор. И да камен темелен кој е поставен во 1926 година, а пуштена е во употреба 1932 година. 32, Да. Да кажеме за иконостасот е граден. Иконостасот е граден на повеќе пати наизменично. За почеток има поставено икона на Пресвета Богородица. Нели, наша слава е Пресвета Богородица на 28 август. Така. И некаде 60 години го покануват владика, штипскиот владика, бидејќи тогаш веројатно сме били под штипска юрисдикција, да дојде во Секирник, да биде како гост. Така. Но они се имали и друг план, за да може да се запознае со една личност. Биле умни луѓе. Умни, паметни луѓе, многу, како и секој пат се били многу напредни и умни. И го донели владиката, а ручекот го закажали во домот, во дворот на уметникот, кој е најавен сликар, не е професионалец, аматер, а во исто време и иконостас може да прави. Така. И од тука почнува тој да прави иконостас и слики, да се збогатува фондот, бидејќи немат луѓето, црквата нема пари да плати, секој од домаќинството, секој човек индивидуално си порачува икона од светец со нивни надписи и се поклонува на црквата и така се збогатува фондот на иконите и иконостасот. Така е граден иконостас. Така е граден иконостасот. А така и уметникот па добро си заработи. Па уметникот нормално сега тој скромен човек, надарен човек, сака нели да си го искористи своето знаење и има голем придонес да кажеме во тука во нашето околие пошироко. Запрашал вака, дали имаш сознание колку венчавки крштетки да кажеме во минатото се правеле во оваа црква, дали само од село Секирник или од другите од околина? Па имало и од другите места, ако збориме пред нас или со нашите генерации, како можеме, бидејќи сега нели се најдовме на тесно, можеме ние да извадиме од тефтерот што се вика нели точни податоци, крштевки и венчевки, но ето дојде така нели ненадејно. Јас како можам да направам баланс? Ако секоја генерација имаше во прво оделение од 35 до 38 ученика, тие се родени во ист период, така? Така е. Колку се раѓаат, толку се венчават. Така. Сега ситуацијата е малку друга. Свадби почнавме да правиме само летниот период кога се слободни луѓето, што беше карактеристично за печалбарските населени места, а сега до душа и ние се претворивме во тоа. Да, пошто ги спомна, има доста печалбари. Па печалбари не се печалбари, тие живеат таму со фамилиите. Печалбари беа едно време што печалат за се граде куќа, се враќа, се купи нешто имот и се продолжува да живее. Фамилиите е тука. Но сега одат тие што е потрагично, се иселуваат и живеат таму, гравитираат таму. Така е, не може да ги речеме печалбари. Не се печалбари, бидејќи таму функционираат, таму живеат. Секирник има многу убави куќи, не се само од печалбари градени, меѓутоа и од местното население, кои што работи на полето. Тоа е карактеристика за кокушани, за бежанците за хигиената. Да, одраз сакат свеќе, сакат хигиена, сакат чистота, сакат убава куќа, макар да кажеме во периодот до 50 до 60 година сите беа со долмалии куќи, со диреци и со тремови, варосани, со глина премачкани, мириса на чисто, на убаво, хигиена на највисоко ниво. Имаме парохиски свештеник тука? Да, имаме парохиски свештеник. Парохија под Струмица. Под Струмица, да. Нашата сите струмички општини сме одржуваат литургии. Да. Редовно. Иначе да напоменам покрај литургиите, ние како Руселиска културно-уметничко друштво или како дружина Руселиска имаме традиција секоја ако на 27 август имаме фестивал на Руселиски игри и фолклор, на 28 после литургијата Руселиите имаме настап, концерт, но прво што е карактеристично, зашто го зборам тоа? Имаме обичај сите верски објекти, каде и да се најдеме, ги заобиколуваме по 3 пати со музика. Правиме со маршот, 3 пати, тоа е традиција.
И во Секирник правиме 2 пати годишно, на 28 август и на втори ден, Велик ден. И на втор ден. Традиционално, да, од секогаш. Бидејќи во старо време рековме, нели, на тие празници се собирале сите на сред село и тоа е било празник за Празник за душа. за душа. Така се Напоменеме само дека во состав на црквата има и капела, така за не дај Боже. Да, капела има трпезарија. Зарија. Имаме, значи тука нашата црква функционира, црквенскиот одбор е на ниво. Имаме напредок, се гледа тука и сами може да видите, нели, колку е средено, колку е добро. Како и сите други работи, ние Секирник функционира. Нема што, еден голем благодет за село Секирник. На сред село. Така. На право место. Така е поставена од времето. Така. Тие постарите, мудрите, Така е. знаеле каде треба и како треба. Во секој случај убаво да се погледне одблизу. Да, се влезе да. во црква, Треба да се доживее, да се да се види. доживее. Да. Димитар, ти благодарам. Благодараме на вас. Димитар, срцата ни се сонце, што ги греат од Од земените. земените македонски домови под беломорското небо со љубов што не згаснува. Никогаш. Ова е плоча од 1990 Да, година. да, тоа е по иницијатива на бежанците и на децата бегалци. Заеднички донесовме тогаш одлука и да се изгради тоа. Прво имаше некој план да се направи нешто друго, но тоа другото остана за покасно и тоа. Така е, се мисли на децата бегалци од Кукушко. Кукушко, да. Тоа е негде Да. 13-та година. 13 година, како што е таму на споменикот. И тоа сведочи за нашето минато, за нашите страданија, за нашите маката на тие луѓе што се замина, а не може никога да се вратат назад да видат кај се дојде. Имаше забрана. Имаше строга забрана, немаја они никаков пристап за да се вратат на родното огниште. Не ги пушта и затоа имаше нели некоја политика Грција водеше во тоа не може. Така се. Димитар, тука зад мене е и споменикот на Русалиите. Да. Споменикот на Русалиите беше желба за да можеме да успееме, ако не порано или покасно, барем на 100 години од екзодусот на нашите потомци. И така, формиравме иницијативен одбор и во 1913 година се протерени од нашите огништа, а ние во 2013, 100 години, како што е изложбата направена на 100 години во 100 слики, и го оставивме овој нем сведок да сведочи за нашето путешествие. Ајде да го кажеме за Русалиите во тоа време со... Русалиите за време на турското владење, на османлиите, они имале вистински саби, но бидејќи тогаш вистинската сабија е главно орудие за војникот, нели? И сега замислете 40 или 60 души дружина, испод 40 не е имало, 60 души дружина, то тие 4, не знам како е војнички, наоружена со најсофистицирано оружје и парадират по населени места. И што се случило тука? Одат барат виза, одобрување од турските власти дека сакат да играат за ваков, нели како што реков, да собират пари. И тие му викат да, ама ќе ставите нешто турско. Или чалма на главата и ќе земате дрвени стапови, саби и нашите нели направиле крстови на дрвената сабија, изграватирале крстови со точки да асоцира на христијанството, како што асоцира на христијанството и калчуните има крстови и горе на горниот дел од облеката има две шами на крст. Значи тие се христијански елементи. За време на турско да се знае дека тие се ортодоксни христијани православни. И сега да кажеме ние во наше време сега имаме вистински саби или калачки, така се вика архаични калачки, и ние ги користиме како реквизити, не за друго да повредиме некој, него да играме на фестивали и на други настани кои имаме. Димитар, ти благодарам. И благодарам јас.
Твое село, Наско Панов, село Секерник. Наско, добар ден. Добар ден. Наско, роден во село Секерник, Да, остануваш до ден денеска во село Секерник. така е, установаме овде. И здравје Боже и понатаму остануваме. Да, така е. Така е. Ајде да ни Планираме. кажеш малку за себе. Роден си во село? Да, тука сум роден во село Секирник, израснат сум тука во тоа село и планирам и тука да бидам и понатаму. На училиште си доаѓал во училиште? Да, тоа беше и моето училиште. Тука учевме од прво до четврто делење Така. и Од потоа тоа време до 8. да, од четврто до осмо, од пето до осмо ствари одевме на училиште во Турново. Турново, така. Осмолетка бевме таму. Добро, што можеш да ни кажеш за тоа време кога вие бевте деца? Па Што ти кога, остана во сеќавање? кога ние бевме деца, пред се бевме голема бројна паралелка. Да. Броевме околу 25 деца. И Во еден клас. во еден клас, да. Можем да кажем дека тие времења беа многу добри, многу Каде подобри, така. И така, детството е секогаш. Во училиште доаѓале деца само од Секерник, така? Да, овде претежно учиме деца од ова Во село, од околните села Секерник. не. Од околните не. Осмолетка, Радово, Секерник, одевме во Турново, Ајде заедно. да те прашам. Како Ајде. ти се викала учителката или учитела? Мојата учителка се викаше Данче. Данче. Митрова. Ја поздравувам. Беше строга? Беше точно, Така, да. Да, беше строга и Обично велат за Многу добра учителот, учителка. наставникот по математика се најстроги, така? така, но нашата учителка беше една прекрасна личност и можем да кажем дека сите ученици ни изведе на прав пат. Така, што построги учители, тоа подобри деца. Така е. Имаше порано на вистина строги, велиме денес. Да, Не беа да. строги. Не беа строги, добри беа учители. добри. Мораше да бидат строги Така е. заради За да извадат да изведат добар кадар, да изведат добри деца, добри луѓе пред се. Ова училиште од кога датира? Па ова училиште ми се чини дека датира крајот на 60-тите години е 60-те. изградено, Така. а пред тоа генерациите на мојот татко, на дедо ми учеле доле имало друго старо училиште. Сега Така. денешен монопол што се Така. откупуваше тутун. Значи во монополот имало училиште. Да, Добро, таму ова е учеле. негде крајот на 60-тите. Да, Па да. се до ден денеска. Да, мислам дека лане го реновира тоа Реновирано. училиште, да, реновирано со сите услови, европски услови има. Така. И така, но за жал се помалку деца. Помалку. Така е. Денеска што ќе кажеме наско? И денеска што да кажеме? Колку дечиња има? Денеска бројот тото околу 27 дечиња се. Така. И тоа вкупно од прво до петто делење. Добро, тоа се деца кои што тука си живеат. Да, тука одат се на живеат, училиште тука, да. Здравје Боже, утре до 8 до 9 ќе одат. Да, ќе одат пак во Турново, подоцна средното училиште се запишуваат Така. или во Струмица, кој каде сака. Нема што. Што можеме да кажеме за воиднина? Па, Село Секерник. Има иднина. Зборам околу дечиња да има што повеќе. Мислам, па иднината секогаш ја градат младите. селото е доста добро село. Селото е доста Со добро. канализации, со асфалти, Да. со улични светла. Канализација за жал се уште немаме, Не? меѓутоа ќе се потрудиме да обезбедиме и Добро, такви сепак услови. големо село, убави куќи. Големо село, убав убави народ, куќи, има да. доста луѓе. Има меѓутоа печалбарствот си го направи тука своето, така што пола од стелото, пола од младите не си селени надвор од државата. Добро, печалбари се вели обично да не се спечали пари па да се врати во село. Да, така, но Има доста од нив кои што не се вратиле, така? Да, има доста што не се вратиле, но во последната година неколку млади фамилии се вратија или се на пат да се враќат тука. Така. Јас познавам 4-5 фамилии тука од нашето село, млади што сакаат да се вратат и да пробат тука да ја граат својата иднина. Добро, Наско, Се надам дека имаме ли доста сите така ќе направат. Сите сакаме да бидеме тука. така, имаме ли доста од нештаните што сега да речеме има куќа во Секерник, а живее во Струмица? Да, за жал и тоа го има, и тоа сега е некој тренд, како да кажем, како некоја мода, Да живееш да на живееш периферија? да не си живееш во во град. град, да не се. Да. Има многу миграција и село град. Така, така. Тоа е. И ден денеска. И ден денеска е тоа така. Наско ти благодарам. Благодарам и на вас, се надам дека
разговорот беше Сега. Ти благодарам. благодарен на вас.